Вие на пример ако ги погледнете профитите на македонските банки, тие се високи. Меѓутоа ако влезете во структурата на профитите, ќе видите дека половина од тој профит е направен од купопродажба на државни обврзници. Што значи дека тие профити се направени од буџетот на државата која што ги враќа со камата на банките. Не се направени во реалниот сектор, сакам да кажам дека граѓаните инвестирале или компаниите инвестирале, тие правеле, меѓутоа не во обем кој што ќе направи голем економски исчекор за државата. И затоа ние како држава во текот на 33 изминати години ние имаме стапки на раст кои што се просечни 1,7, 1,8 до 2%. Значи тука некаде е просечната стапка на раст на Македонија од почетокот до денес. Сега имаме стапки на раст од 3%, ќе дојде една криза бидејќи се работи за држава која што е зависна од своите партнери, држави партнери, и на тој начин се губи вредноста која што е создадена во претходниот период во некој нареден кризен период.